Почитувани гледачи, во нашето студио е председателот на партијата Демократи Јорго Огненовски. Повод за ова негово гостување во телевизија 24 е предлог резолуцијата за прогласување на месец септември 2023 година за месец на македонско-американско наследство. Огненовски, добар ден, добро вечер и благодарам што прифативте поканата. Добар ден, благодарам што ме поканивте. Поздрав до гледачите. Така, јас кажав дека повод е резолуцијата за прогласување на месец септември како месец на македонско-американско наследство. Тоа е практично иницијатива што ја покрена обединетата македонска диаспора во Америка, чие седиште е нели во Америка, има и во Европа своји канцеларии, и со предлог една резолуција која што до Сенатот ја достави, морам и да го прочитам, сенаторот Майк Брон од Индијана е тој сенатор од републиканската провиниенција. И сега како очекувате, што очекувате, дали сметате дека Сенатот позитивно ќе се произнесе за една ваква резолуција? Видете, прво да ја поздравам резолуцијата, ова е прекрасна работа. Јас живеев 30 и нешто години во Америка. Да се признае месец септември, месец на македонската култура, јазик и историја на македонците американци, на македонците кои што живеат и кои што се доселувале уште македонците, велам, од 1880 година. Значи, тоа е еден огромен период од 150 и повеќе години. Ние како македонци кои што живееме или некои живеат и повеќе од 100 години во Америка, генерации и така натаму, имаме доста допринесено за Америка. Поточно кажано за САД, за Соединетите американски држави, јас Америка популарно се викам. И ова е нешто прекрасно. Јас верувам дека Сенатот ќе ја донесе ова резолуција, како што ја донесе германците, и пополека светот јавно да каже на сите, конкретно случај се имаме голем проблем со бугарите, кои што не ни признаваат нација, јазик, историја, култура, тоа е, мислам, смешно. Ние постоиме од памти век. Така, веќе и се имат пријавено, веќе и добивме такви информации, се проширија такви информации дека нели представници на бугарите, односно нели на македонските бугари, тие си нормално си лобираат таму, пак ќе одат со амандмани за да не се изгласува резолуција. Сепак вие што очекувате? Дали очекувате позитивен епилог? Прво да кажам за бугарите, кажувам секогаш како председател на политичката партија Демократи, ние демократи како човек, дека бугарите со децении ни се наши непријатели. Не може да не бидат пријатели, поготово, да кажам поконкретно, бугарската држава, бугарските политичани. Да не го мешам народот има и добри и лоши сегде во светот, и мислам дека бугарите нема да успеат. Америка ќе прифати, имаме 100 сенатори, паметни луѓе, кои што ја сакаат Македонија, и досега јас живејќи во Америка, веќе 6 години живеам во Македонија, значи со седиште Скопје, Битола, немам слушнато ни еден граѓанин на Америка, независно вера, нација, религија, да зборува против Македонија или политичар. И се заблагодарувам и на Сенатот пред да ја донесат оваа одлука, и верувам дека ќе ја донесат позитивно, независно што бугарите се бунат, бидејќи тоа е, знаете, нивната политика, да не оспоруваат сегде по светот. Така. Викаат во предлог резолуцијата како едно од образложенијата, нели, вика да се препознат бројните придонеси на македонските американци во САД во разни области од политика до медицина, наука, култура, да се поттикне нели македонската заедница како дека е енергична заедница во Соединетите американски држави. Тоа е убаво да се чуе, дека практично представува едно камче од тој мозаик на многу народи, култури кои што нели во текот на изминатите векови, вие рековте 150 години, значи преку тие миграциони движења се населиле и Америка имаат како втор дом, меѓутоа таму сте однесли и дел од вашата култура. Нормално секој народ како што оди се сели си задржува дел од своето, и тоа, и вика добро е да се препознае овде дека станува збор за една енергична заедница. Дали вас ве импонира ова, господине Огненовски, за ваквите квалификации? Па сигурно македонците во Америка, како иселеници, кажав од 1880 година до денес си селуваат некои, секој што станале да живеат. Јас пред 87 заминав, поточно кажано, денес сум тука 6 години,
Но независно од тоа, живеев повеќе од 30 години, како што кажав, и сите ние допринесуваме. И ова е нешто многу добро за нас македонците, а на почетокот кажав дека секогаш Америка, граѓаните на Америка, политичарите ги признаваат македонците и јазико, и култура, и нација, и историја. Тоа е друг приказна со бугарите, така, но тоа е друг свет е тоа, веројатно за нас недостижен, ќе треба уште многу години, генерации да поминат. И Америка, морам да кажам, не само македонците како македонци кои што живеат и таму поколенија остануваат, се раѓаат и така натаму, ние имаме допринесено и секогаш македонците се сметат за честни луѓе. Значи нема таму како одредени други групи, да речеме, кои што се занимаваат со некои вкусни работи, криминали и така натаму, или се против Америка. Ние сме македонците за Америка, си ја сакаме Америка, таму што живееме, па и тука, еве лично јас, сакам Америка и тоа доста ја сакам и ја сметам партнер на Македонија, како председател на политичката партија, и ние треба со Америка да соработуваме и да правим нашата соработка. Така, тоа пријателство датира со па и од минатите векови бележи, нели, има атрибути кои што говорат во тој план дека Соединетите Американски држави се докажан и покажан традиционален партнер на Република Македонија. Затоа и некако вас ве поканив од оваа другава димензија, инаку сте гостувале во телевизија 24, како и во други медиуми, сте зборувале како Јорго Огненовски, председател на Демократи, меѓутоа малку јавноста ја знае ова ваша страна, дека над тебе, како што рековте, 3 децении сте живееле, сте твореле, сте функционирале во Америка, сте формирале семејство, имате и деца и тоа. Сакав ова да кажам во овој дел дека, нели, македонската заедница во САД е енергична заедница, се покажала и се вградила во тој мозаик преку науката, културата, медицината и тоа, меѓутоа никој не спомнал дека и преку Холивуд, тоа е приказната на Јорго Огненовски, дека се вградил и етаблирал во американското општество како македонец и стигнал до одредени врвови, да речеме, со глумење во филмови. Како се случи тоа? Многу едноставно. Еви, како се случи да отидете во Америка? Еве една кратка биографија. Јас сум роден во Битола, во македонска фамилија, татко Илија, мајка Љубица, дедовците ми потекнуваат од село Смилево, револуционерно село. Завршив гимназија во Битола, економски факултет во Скопје, бев врвен спортиста, повеќе пати првак во карате на Југославија, во полутешка апсолутна категорија, со репрезентација на поранешна Југославија освоено 3-то место, во Европа 5-то во свето. После тоа одлучив да заминам во Америка, бидејќи мојот сон беше да работам во филмската индустрија и да продолжам малце со спортот. Заминав 87 година и бев воодушевен. Америка е земја, што ви кажат луѓето, на земја на прилики. Таму не се губи надежда како кај нас во Македонија, како што го имаме сега во овој момент. Како што имаме случајот со Македонија сега во овој момент, со нагло исолување, претпоставам, на младите, некако како да го изгубивме сонот, како да ги изгубивме тие шанси, или види, што мислите? Ситуацијата во земјата тука е катастрофална. Америка ти пружа шанса, ако работиш, ако си чесен, таму со работа се успева. Кај нас во Македонија, конкретно случај, се успева со криминал. Најповеќе политички криминал, па стопански криминал, мито, корупција, тука до крај е развиено. Значи, кога замина во Америка, се воодушевив, почнав да работам таму, како карате тренер, тениски тренер, јас исто играв. Еве, како се случи Холивуд? Холивуд се случи случајно еден учител, кој што е роден во Америка, во Лос Анџелес, но татко му е Хрват, мајка му е американка. Се запознаевме и вика, ти сакам да се занимаваш со глума, исто со Джим Кели, кој што играше, тоа е црнец, кој што играше во Змаево гнездо со Брусли, игравме со него тенис, бидејќи јас играв добро тенис и тој игра добро тенис, се запознаевме, вика, ти мораш да се уклучиш во филмската индустрија, ги имаш сите квалитети, бидејќи знаеше дека сум каратиста и така. И вели, мораш да се уклучиш, тој со карате се занимава, врвен каратиста. И јас така почнав. Значи, на препорака од нив, ама јас имав и желба, се разбира, тоа да го направам, да видам што е Холивуд, да видам филмска индустрија.
И тие ми помогна. Но се појавувате и како сценарист, мислам, пишувате Да, сценарија, не јас само имав како две глума, компании, Hollywood Star Entertainment, едната се викаше, другата Geo Production. Се појавува во улога, јас бев собственик на овие две компании, во улога на продуцент, сценарист, директор, режија и глумец. Така да преку мојата компанија што е Hollywood Star Entertainment, Geo Production, имав произведено 4 играни филмови, кои што беа во некои држави успешни, не направи огромен успех, светски успех, но доволно беше за мене тоа да почнам во таа индустрија, се додека не се појави некој си премиер, кој што ме покани да дојде Никола Груевски овде, да му поможам со некој филмски град во Битола, на градоначалникот. Значи, таа идеја што ја гледаме сега за филмски градови, нели тука покрај Скопје, тоа идеја уствари малку подолго време Подолго, таа трае 15 години, дојдов, видов што се случува, видов каков е хаосот, нема ништо ни од филмски градови во Македонија, нема ништо. Политичарите тука, за жал, си гледат за себе, не гледат за народот. Влезено е, не знам што е, на лошотилок во нив. А што беше првенствената идеја, да речеме, на таа тогаш партија на власт или како да кажем, на тој премиер за таков град? Што Па тоа беше да се изгради филмски град во Битола, за да се покануваат од странство фирми да снимаат овде. И со тоа, еве, ние имаме некоја индустрија каде што нудиме и можеме да вработиме некои од нашите луѓе, но за жал тоа беше некоја илузија, тие предлагаа огромна сума на пари тоа да се прави. Мене смешно ми беше. Се сеќавате ли на кои износи беа вртени во тие разговори? Тие зборуваа за суми од 80 милиони, 50 милиони евра. За огромни суми на пари. И јас тогаш во тие разговори реков, тоа нас не ни треба, бидејќи имаше случај со Румунија, со Србија, тие вложи огромна сума на пари во некој студија, како се сеќавам, и ништо од тоа не било. Не можеш да вложиш таква сума на пари во нешто што не е испитано, предложиш да почнеме со 500.000 евра, да отвориме студио за специјални ефекти, звук и така натаму, па ние да ги каниме тие продуцентски куќи од Холивуд и од други места, се разбира, бидејќи јас бев од Холивуд, полека, па после, ако имаме доволно, значи ако може да се развие таа индустрија, па да градиме поголеми студија. Но имав чувство и некој од таа партија од ДПМН кажа, зошто јас не сум прифатил таква идеја, зошто не сум кажал, па дечки, знаете што важи, ќе оправиме тоа, ти очекуваја пари сите, некој, ајде да кажем, како некоја провизија, веројатно, тие не ми го кажа мене, слушај ти да ни даеш толку пари, но сватив дека сакаат да прават мамуцки, огромни, зборувам за пред 12-15 години, 50-80 милиони евра да правиш некој студио, тоа за да се земат пари, како денес оправат, и шо прават уште од 91 година. Све што се гради, провизија земат, а тоа е провизија, викам, тоа е криминал, значи, ние не можеме. Господин Огненовски, сигурно јавноста ќе сака да чуе дали соработувате, дали имате контакт со некои од овие поважни актери од Холивуд што ние овде сме ги гледале само на филмови. Па јас Сте развиле ли такви односи и контакти? Да, јас морам да кажам дека сум добар пријател со Ал Пачино, а и други познавам од нив, познам како Стивен Сигал, Ван Дем, во Акционите звезди, Ричард Дрейфус, заборев името моје. Добро, може би ќе се сетите. Значи, во секој случај познавам повеќе од нив, но така поблизок ми Ал Пачино. Супер луѓе се и со нив не осеќаш дека се тие супер звезди, току се понашаат како нормално. Така. Господин Огненовски, фала што ја споделивте вашата лична и приказна и професионална во еден дел од вашиот живот и потоа се враќате во Македонија. Што е она што ве поттикна политички да се ангажирате? Инаку сигурно дека секој човек има право и е пожелно да се врати во Македонија. Но зошто политички ангажман? Еве веќе 5 години сте присутен на политичката сцена во политичкиот спектар со демократи. Па јас се вратив во Македонија не дека сакам да се вратам и тука да живеам во тој поглед, убава прекрасна земја, си ја сакам Македонија. Јас се вратив затоа што да му поможам на Македонија.
Јас имам се, мене не ми треба ништо, имам здравје, имам памет, гледам што ни се случува и кога видов од контактите со поранешниот премиер Груевски пред 12, 13, 15 години, до денес со сите политичари, пред 5 години одлучив да дојдам да формираме политички субјект, нашиот политички субјект е демократи, и да се бориме и да не го гледаме повеќе слепо при очи, немо при уста и глуво да се правиме наудрени при уши, кога државата ни се распаѓа, одредена група на политичари ја уништуваат и се разбира одредена група на бизнисмени. Да не зборувам колку е корупцијата расширена во јавната администрација и народот се осиромашува секој ден. Живееме катастрофален живот. Што е она што еве најмногу да речеме сметате дека отскокнуваме од она што за многу наши граѓани е сон, нели, да ги имитираме, односно да живееме како западните демократи, меѓутоа колку и треба на Македонија, како устројство зборувам, како систем, како јавна администрација, како устројство и на политичарите пред се, и на институциите, за ние да достигнеме некогаш да живееме како Америка. Не зборам по стандардот, туку по уреденоста на општеството. На Македонија му се потребни честни и хумани политичари, што се занимаваат со политика. Единствено тоа е спасот и се разбира да се променува и трул криминален систем, поготово криминалниот изборен законник, да се воведат отворени листи и сите други потребни елементи што би го составувале идниот изборен законник, да имаме фер и демократски, да се спречат криминалните избори. Значи, ние не можеме, зависи од факторот. Нас, големите сили, не ни се криви за оваа ситуација. Ние сме самите криви. Јас ги окривувам политичарите кои што се криминални, но и сами о себе се окривуваме, се разбира и граѓаните. Зошто ние не се бориме против ова зло поинтензивно? Денес, за жал, ние сме во ситуација, патиме тешка апатија, тешка депресија, се зборуваш сегде, како ова не е живот, гледаме пензионерите страдаат, живеат со 11-12 денари, поќе помалце, тоа е брука невидена. Здравството, лекови немаме, значи здравството ни се распаѓа, образованието ни се распаѓа, економијата ни се распаѓа, инфраструктурата, се труеме со воздух, Скопје, хаос и во други градови, пробиваме рекорди во светот. Просто кажано, ова само може да го средат честни и хумани политичари со работно и животно искуство, а единствено тоа може да постигнеме, да ние утре избираме, имаме шанса да гласаме за вакви луѓе, а не за некои си тамо броеви, некои листи на некои си партии, и во кои листи ќе се метнат криминалци, бивши и не знам што, поранешни, поточно кажано. Ние мораме да го менуваме криминалниот изборен законник, итно сега, со отворени листи, една изборна единица и се разбира да се спречи. Така, се залагаат демократи за тоа и во други настапи сте го зборували ова. Господин Огненовски, вие летово додека повеќе партии одмараат, условно речено, вие сте активни, организирате протести. Мислам дека сте единствена партија овакво што прва пред Уставниот суд организира протест за покачувањето на функционерските плати од 78%, па одржавте, мислам дека и за здравството, еве за пензионерите нешто во најавувате, некој протест за поддршка, мислам, излегувате за да ги нели искритикувате актуелните состојби и нормално да понудите решенија, не е работата само да се критикува. Активни сте овој период, сакам да кажам. Ние независно, топло, ладно, зима, лето, јас малце смешно ми беше кога дојдов од Америка пред 5 години. Вика, сега нема лето, тоа нема многу да се работи, па зимата кој ќе дојде од октомври, ноември, многу ладно тамо до март, не можеме протести, не можеме ова или не. Воопшто народот почнува да спие, све си најдува некој оправдување. Треба да се работи 365 дена во годината, одмор си одмор, 2 недели, 3, колку луѓе то земат, заслужуваат, додат да си уживаат и после тоа се работи. Кај нас имаме на лоша навика, граѓаните, да одмараат 6 месеци да работат нешто и така натаму. Тоа, мислам, тоа не е некако во крвта, ова... Тоа го нема ни во Америка, што се вели. Го нема нигде, затоа Америка е светска земја, затоа што таму се работи.
Јас се јавувам кај некој, тие ми вика денес е сабота, што ми се јавуваш или недела и на лютени. Ако работиме да го решаваме проблемот што постои во Македонија, нема сабота недела, нема 12 сабајле навечер. Значи, професионалноста е 24 сати, можем да кажем, тоа е символички. Треба да се работи, независно дали 40 степени, да се излезе на протести, да се протестира за пензионерите, што живеат мизерен живот, да му се подобрат условите, за болните да имаме подобро здравство, да имаме лекови опрема, за здравствените работници да имаат повисоки плати и услови за работа, многу е важно. Имаме ние врвни лекари, па тие не може да ти постават диагноза со слушалки. Треба да имаат врвни инструменти. И да не зборувам за полицијата, мизерни плати, за администрацијата 150-200 илјади, колку се таму, никој не знае. Министерите, ќе кажам, функционерите си покачија платите, Уставниот суд си донесе одлука, кои и тие спаѓаат во тие функционери, си ја покачија платата 78% во просек, а нема пари за пензионерите. На пензионерите ве гледаме на ниските пензии помеѓу 700 до 1200, 150-200 илјади пензионери земаат по 20 илјади, тоа е катастрофа и немаме податоци и така да, по моје мислење, мислам дека ние ќе се бориме и за животната средина, да не кажам луѓето со посебни потреби, самохраните родители, за болните, старите. Треба да се бориме за секого. Тогаш ќе имаме функционална и хумана држава. Ние денес, за жал, немаме ни функционална, ни хумана држава. Ние денес имаме криминална држава која е окупирана од политичките криминалци, од редовите на СДС, ДПМНД и нивните полтронски привезоци. Демократи затоа секојаш повикуваат нови протести. Ова недела, сега во недела пред собрание во 19 часот имаме протест. Протест ќе биде против бугарскиот геноцид што се врши против Македонија и македонскиот народ и ги поканувам сите да дојдат на тој протест. И македонци и други граѓани, независно од вера, религија, нација, да се бориме заеднички, само така ќе успееме против ова зло, против овие мерки што ги спроведува и тортура Бугарија. Господин Огреновски, ние тука некаде и дојдовме до крајот на ова ваше гостување. Благодарам што споделивте и лична приказна и холивудската приказна, за јавноста да ви запозна и од еден друг агол. Со ова сето што го кажавте навестува дека вие продолжувате со вашата политичка активност на теренот, па како медиуми тука сме да ги следиме вашите активности секогаш кога ќе имаме можност да Сигурно, само да спомнам другата недела пред собрание исто ќе имаме протест во 19 часот во недела за пензионерите, кој што ние го организираме. Благодарам што ме поканивте. Благодарам и вам. Довидување.